Јавна средба на тема проблемите и предизвиците на производителите на ориз во источниот дел на Македонија се одржа вчера попладне во Кочани во организација на граѓанската асоциација Мост. Целта на средбата беше да го презентира проектот Мобилен парламент, но истовремено да се поттикне дебата помеѓу граѓаните од овој дел на Македонија и нивните избрани представници за ова прашање. На средбата присуствува представници од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, од Институтот за ориз, како и розопроизводители од повеќе кочански села. Значи, целата идеја на мобилниот парламент е да воспоставиме директна комуникација помеѓу граѓаните и институциите, односно пратениците и локалната самоуправа, така што обично се одбираат теми кои што произлегуваат од локалната самоуправа на она што посочуваат граѓаните и заеднички потоа тука се граѓанските организации, тука се институциите, парламентот, градоначалникот, тоа е замислата, заедно разговараме, заедно посочуваме, граѓаните имаат пред се предност во целата таа комуникација. Значи да направиме еден чекор понапред од она што значи не само граѓаните да се клучни за време на изборите, туку и она што е измеѓу два изборни круга, да видиме како функционираат, што може да се подобри во она што значи подобра функционалност на општеството и суштината на демократијата. Обично се она што овдека се зборува, значи се она што го бараат граѓаните, потоа се доставува до сите институции без разлика дали ќе дојдат или нема да дојдат на средбата, значи пред се до парламентот, до владата, до локалната самоуправа и потоа се покренуваат најразлични активности, да речеме еве последно беше темите кои што ги работевме за загадување, да речеме тоа беше во Битола, беше во Охрид, во Скопје. Од оваа средба, како што кажа Антоновски, ќе биде подготвен извештај и препораките и заклучоците ќе бидат дистрибуирани до сите надлежни институции. На средбата беа посочени податоци за квалитетот на турските сорти ориз, кои втора година пробно се произведуваат во Кочанско, за неговиот квалитет и рандман при преработката. Беше истакнато дека треба да се следат препораките на науката во делот на квалитетно оризопроизводство со семенски материјал, за да се добијат квалитетен и богат род.